Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме, некако така се измени работите. Вчера ако разговаравме околу пладнето за образованието и за средношколците, а потоа за политика по пладнето, денеска е друга работата. Денеска разговаравме за политика по пладнево, околу пладне, а сега за средношколците и за се она што се случува околу учебната година. Или како што известува нашата колешка Ивана Стојкова во однос на најновите случувања со Сојузот на средношколци и преговорите кои ги имаа со Комисијата за заразни болести и со представници на власта, здравствените власти не ги разубедија средношколците дека треба да се почне со целосна онлайн настава од септември. Сојузот на средношколци денеска седна на заедничка маса со министерот за здравство и со членови на Комисијата за заштита од заразни болести. Но средношколците велат дека остануваат на барањата за комбинирана настава. Велат дека Министерството за образование и наука нема разработено детален план како ќе се одвива наставата од септември до јуни. Нема унифицирана платформа за онлайн настава, стандардизација за учење на учениците и затоа сметаат дека наставата нема да биде ефикасна и нема да имаат квалитетен пристап до образованието. Председателот на Сојузот на средношколци, Бленди Ходаи, вели дека нејасно е како може во услови кога сите кафулиња и дискотеки се отворени, а низ целата држава се одржуваат концерти и фестивали, да не е безбедно учениците да седнат во училишните клупи. Според него, онлайн наставата нема да понуди пристап до квалитетно образование, бидејќи вели, надлежните немаат никаков план како ќе се одвива онлайн учењето од септември до јуни. Тоа е она што како информација може да се пренесе до сега. Од Министерството за здравство пак велат дека најголем дел од барањата на средношколците се веќе во планот на Комисијата за заштита од заразни болести, но разликата велат дека е во периодот на имплементација на одредени протоколи за кои Комисијата инсистира да бидат имплементирани етапно, согласно епидемиолошката состојба во земјава. 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ли се јавувате и да ги давате вашите коментари по однос на темата која што сега ја имаме на екранот. Сојуз на средношколци, не е логично да имаме, едно одвишок имаме, не е логично да имаме целосна онлайн настава при сите фестивали, концерти, забави. Доколку имаме веќе некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Огнен, ајде во 16 часот моето мислење. Ајде, повелете, погласа режија, повелете. Во потполност, ова момче младо, го гледав и во вестите и так. убаво го слушам, се слагам. Во потполност ја зборува реалност. Точно така, реалноста е таква. Ние гледаме на секаде по стариде. Каде? Во кафичите, така речено, на 20 метра до мене има кафичи. Овие генерации, кои ова момче ги представува како средношколци, се секоја вечер во тој кафич, а не зборам во другите. Така во Дојран, така во Охрид, така на... Кога веќе може тамо да се оди, зашто да не се оди во богатството, а богатството е школото, по мене, и каде јас ова го кажувам како дедо, каде што имам 6 внучина и размислувам дека тие внучина ќе се добијат со богатство, знаење, умење во школото. А гледајќи ги овие 2-3 месеци дома, каде и што? На телефоните или компјутерите. Јас би рекол сега вака, на компјутерите и телефоните седат за играње и забава, но кога ќе дојде за школото, тешко дека тоа ќе биде. Од тука, дали ќе го црпат умењето, знаењето, не сум согласен. Мислам дека треба да се најде прав начин, модус, како и да се изведе да се оди на школо. Ама би рекол, и како што имаме едно тврдо размислување, ако се сака, ако се тврдо стои на сите работи, било од кој карактер да се, ќе се успее и ќе се добија она правилното. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Да, повелете, добар ден. Поздрав до тебе, до телевизија 4. Ова тема е добра, што ја поставивте и јас сум мислил тој присталица да децата физички се присутни во школите. Затоа што преку физичката присутност кај децата се ствара
еден добар доем и една дисциплина. Искрено да ви кажам, децата сега се во недисциплина. Она како кој ќе почне да се оди на школа, таму ќе се знае, на метро и пол ќе седат децата. Ќе има контрола, ќе има маски, ќе се носат. Затоа јас ги повикувам од Министерството за образование да размислат малце. Во овие од март месец што седаја до сега професорите и наставниците во основните средни школи да направат програми. Програми кои ќе ги целосно офатат било да е комбинирана настава, како што кажува председателот на Унијата на средношколци, али таа програма да се изведува целосно онака како што треба професорот да разговара, а не на децата да му дава задачи и решавајте ги со родителите. Пазите, родителите не се вични, не се можни да ги решаваат тие сите оние проблеми околу сите лекции, математички, физички, така натаму. Така да, јас се надевам дека ќе сватат и Комисија за заразни болести дека на децата му треба школо, физички пристап му треба кон работата. А дисциплината јас се надевам дека нема да биде надвор од сите тие норми што ќе ги постави Комисија за заразни болести и се надевам дека ќе сватат дека на децата мора да бидат присутни во школото за да ја завршат целата она материја која што треба да ја совлада. Затоа јас препорачувал на Комисија за заразни болести што побрзо го реши овој случај за децата да одат во школа. Ви благодарам. Така, ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете добар ден. До Охрид. Да, ве слушам, повелете поздрав до Охрид. Благодарам. Ова кај ќе кажам своето размислување. Прво во принцип ги почитувам средношколците и нивниот представник оно што го изнесе за мене е во ред. Меѓутоа јас сум повеќе, значи 100% да се одвива наставата во училишните простории. На некој начин, значи само услово да биде еден во клупа за време на часот да не носат маски, да можат нормално да комуницираат и да пратат настава. Значи маските да ги носат во паузите, измеѓу часови, ако излагаат, да речеме, на одморот, да комуницираат со другарчиња и слично, но секогаш да бидат под будното око на наставникот, кој што, значи, секако тие се деца, че им се укажува, момче, стави си ја маската, разговарај преку маската и слично, на тој начин, значи, децата и ќе бидат заштитени и ќе научат, ако не повеќе, сигурно во однос на онлайн, ќе научат сигурно 80-90% повеќе од материјата, отколку дома дали прати, дали не прати, дали родителот е тука да го тера да прати и слично. Значи, на овој начин сака не е исто да биде очи во очи со својот наставник, а додека пак да биде дома пред екраните на лаптопот или пред телевизорот или компјутерот, зависи на кој начин ја прати наставата во онлайн. Затоа сматрам дека, значи, се што се одвива очи во очи директно, ја ми се чини дека е за поздравување и значи нема да ги испустиме децата да се радуваат дека нема да одат на часови, нема да слушаат предавања, нема да ги испрашуваат, значи на крај само ќе полагаат некој си тест, за сметка на тоа ќе добие некаква оцена, со што значи утре ќе треба се запише на некој факултет, каде можда и таа оценка ќе ја добие случајно онака како што треба да биде, а значи ученикот на крај ќе биде, што се вика, недоволно. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па, ево јас би кажал нешто, пред се мала дигресија нешто, па гледав еден клип каде што сум се јавил во 2015 година, вие млад, јас млад, но сега остаревме. Иначе редовно ге пратам. Да, остаревме. Да, по тој смисол веќе години. Така. Мислам дека беше 2015-2016. Одамна било, повелете. Да, јас мислам дека имат Македонијат подобро таки да се слушнат еминентни стручнаци и да одиме по нива, не слушатели што се јавуваат доколку имаат услови, тие сигурно не му мислат на македонскиот народ, мислам тука спаѓаат и албанци, турци и све. Мислам дека подобро тие да решат, отколку ние вака
требало ова, требало она, тие се соодветни, ги знаат училиштата какви се, кој капацитетот имат ВЦ-а, немат ВЦ-а, можно е, не е можно и така натака. Огнен, вие сте прекрасен водител, јас би ве предложил стварно да се спикер на собранието, затоа што не сте партијски, не дозволувате надвор од темата и то би било перфектно. Со задоволство ќе прифатам. Најискрено, ваква особа му треба на парламентов за да се воспостави ред. Не е то фалење, значи стварно се држи до темата. Јас од се би сакал, не сте партијски, ќе воспоставите тотален ред и Македонија ќе трни во сосема друга насока. Ви благодарам многу, секој добро огненче, поздрав, па се слушаме народна политика. Ве поздравувам и ви посакувам убав ден, спикер во парламент. Тоа ќе прифатам. Ја толку убаво се разбираме со гледачите и нешто од оваа култура што ја имаме во оваа емисија да им ја преселиме во парламентот, да видат како тоа функционира. Баш вака како што функционираме ние тука. Прекрасно. Режија и вас ќе ве земам за техничка поддршка. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова беше одлично нешто, па види поште, ако продолжи вака, ќе те предложим и за премиер. Не, спикер во парламент. Не смеа, ова важно си, мислам, реален. Без разлика. Види, јас сум реален човек. Ако не си, ќе ти кажам за ИСО, ќе кажам дека врти. Ти си реален и сега на темите сакаш да одиме. Деме и сега ќе одаме на темата, за да не ме исклучите. Ајде. Види, средношколци ме бараат. Ние секако ќе си укажеме нашето мислење. Има и пред некоја ден имаше ваква точка на дневниот ред, така да имаме Министерство за здравство, имаме Министерство за образование и наука, имаме Комисија за заразни болести. Сега тие, види, има собири, ја гледам некна на Фейсбук, Молика во Куманово, сега групата Молика, ти ма знаеш поиш од мене. И така таму имаше може 5-10 илјади луѓе, не знам колку има, многу вака ми изгледа на Фейсбукот. И повторно са на 29 сакаат ни маски, ни ништо тоа. Во ред, ама овдека се работи за 200-300, са не знам колку карикирам со бројките. Околу 200 и нешто илјади деца би требало да... Отприлика, да, во основно и средно, заедно, дока и 300, мислам дека се движи. Да, средно и факултет ги рачунам, сите ученици околу 250 илјади може и фазна да има. Да. Значи, тоа е огромна маса што ќе испадне, што ќе оди заеднички и таа, па нема, мислам дека нема да се, да ги почитуваат сите мерки, така да може би ќе настане, речи го овој докторов од хирургов. Жан Митрев. Жан Митрев кажува дека кај него имало и 24 годишни и дури помали некои тешко болни од оваа болест. Така да не сум за тоа да се почне одма наставата, за да не се заразат младите деца тешко, ајде е... Така. Истече времето, благодарам за јавувањето, но генерално поентата баш ја свати во однос на вашето кажување. Добар ден, велам, кому повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден, Диме од Скопје. Да ви Поздрав, кажам, Диме, повелете. Да ви кажам, толку позитивно сум вака испровоциран од неколку гледачи, Добро. која станува збор за вас лично. Това не е никакво... Не. Вие може и да се смешкате со задоволство. Треба да ви е задоволство, тоа е жива вистина. Да ви кажам најискрено. Во вас има нешто, многу одамна сум кажал, има во вас нешто надпросечно интелигентно. И вие знаете што сега? Јас за мене зборам, како Диме. Добро. Па вие ме вклучивте во семејство. Јас така се третирам. Јас се третирам ваше семејство. Вие сме семејство, точно. Семејство телевизија 24. Не е тоа ласкање, млад господине. Тоа е убавината. Так. Сега околу темава, неколку збора. Знаете што? Пак ми е полна душава, ќе кажам. Све се сведува сега кај... Не се, глупости. Него се сведува на една чиста, искрена демократија. Ја до сега ниту задарто, ниту отсечно слушна под некое министерство. Не, вака ќе биде. Значи, она спрега, Министерство здравство, ме разбирате, инфектолози и Министерство школство
тие се во спрега, работат на тоа. Никој категорички не каже дека ќе биде вака. Не разбирате? Така. А, истина е тоа дека средношколците по мое се значи во годините на прелом на карактерот. Нивни карактер, ме разбирате? Ја од тука гледам извор на нашата иднина. И уопште не им замерам што они имаат таков став. Дали ме разбирате? Значи, сега е дојдено право да секој си размислува, поготово нашата иднина. Тоа е нашата убавина, драг Огнен. Ако сите питомо размислуваме, питомо дискутираме, кидеме. Ако размислуваме задарто, ништо не биде од нас. Така. Топол поздрав, пријатно. Благодарам, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден, ве слушам. Поздрав до вас. Благодарам. Господине Огнен и до екипата 24. Благодарам. 24. Јас директно потекнувам од просвета. Одлично, повелете. И сметам дека имам што да кажам. Средношколците бараат што бараат. Министерствата не одлучуваат сами, бараат мислење и од нас, наставниците, професорите. Ние исто така разговараме, на многу пати сме разговарале од кога тргнавме на училиште. Но веќе се отвараат училишни кластери само со наставници. А дури кога ќе дојдат децата, не знам што ќе биде. И самите знаете дека некои училишта се повеќе спремни, некои училишта се во очајна состојба. Така да, нас лично ни е многу потешка онлайн наставата. Многу повеќе време губиме и многу боли кога некој ќе каже ете ги си седат дома и така си земаат плата. Тоа воопшто не е вистина, верувајте. Така. Одговорно ја работиме работата. Сега, за некоја комбинирана настава, може би ќе има некои услови, меѓутоа со строг протокол. Иначе не би можело настава во живо, според мене, да се одбива. Ние токмом денеска и гласавме, најголем број на гласовите беа да биде комбинирана настава. Но да не опремат со интернет. Иначе тоа не би можеле од училиште да го правиме. Ке мораме од дома да го правиме. Немаме интернет пред се. Ме разбирате? Да. Тоа е реалноста. Јас ви ја кажувам реалноста, тоа е реалноста. Така. Благодарам за јавувањето, истече времето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало. Да, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум од Дојран. Од Дојран? Да. Поздрав, повелете. Стално ме гледам, емисијата ви е супер. Благодарам. Да, пред тоа, предходниот гледач што беше за доктор Жан Митрев. Добро. Сега, мојот син беше болен од 11 години, со срцето имаше проблеми. Сега, добро, баш ми жал. ми рече дека да почекам неколку години, на 21 година направи операција, синот ме сега 34 години бомба. Да живее доктор Жан Митрев. Баш ми е мило. Да, иначе така, толку сум благодарен, толку не чекаат тамо во Скопје, иначе сме сиромашки луѓе. Да. Добро, тоа би било се? Да. Иначе, вака, со секи нека биле Скопје, и цело Скопје, тука му дојдат и поздрав до Скопје. Добро. Благодарам за јавувањето, ви посакувам успешна сезона во Дојран и се радувам што вашиот син е жив и здрав. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ви посакувам убав ден. И јас вам, повелете. Сега видете. Овие дечина, вистина, поубо се знају тие на школу, ама во вакво време, кога цел свет и по школите, сега пред малце имаше во Англија, почнеа да учат и видовте
колку се заболија. А ние кои услови имаме? Се уште имаме школи со веце во дворот, несоодветни. Ете, например, во гимназија, во еден клас 35 ученици, а има долги 5 клупи. И како тие ќе ги распореди? Јас велам, оти се е убаво, ама пред се, на оба Македонија треба здрави деца и здрава генерација. Ако имат здрави деца, ќе има и успех. Сето другото, само здравје не може да се купи. Другото, се може да се донахнади. Ете, во тоа е проблемот. Ако има услов, се знае. Оти како е поубо. Оти професорот преку онлайн му дава задачи да ги реши, а воопшто не му ни објаснува како се решава таа задача. И кој ќе ја реши, кој ќе го испитува, не ти е точно. Во тоа е проблемот. Барем овие стручните некои да се обавуваат на школа, а другото што е соучење може и преку компјутери. Имајте убав ден. Не знам, овдека нова тема има многу да се каже. Ама би реков пред се... Истече времето. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, нема да те фалам тебе, ќе се критикуваме сега. Слободно. Повеќе остапете место на просветни работници, ако се уват ученици, убаво да се јават во емисија средношколци. Јас сум одреден на просветните работници и ги поддржувам средношколците во нивните желби и намери, меѓутоа едно е желба, а друго е вистината. Пред се, јас како просветен работник загрижен сум лично за себе, добро, а најповеќе за учениците. Така. Затоа што на вистина желбите се едно, а вистината е друго. Во овие моменти најубаво да се сочува здравјето кај учениците, кај вработените, кај родителите. Мислам, има најразлични начини како да дојдеме до воспитно-образовни процеси, меѓутоа најмалку овде загрижени се тие што треба на вистина да ни дадат ред, затоа што до денес лутаме ние просветните работници, бараме, правиме начини, модуси и така натаму, не на она да останете на изговорите од јавноста што го зборуваат на наставниците, се да ништо не работат. Работим и ние најмногу се грижиме за децата. Мислам, многу малци родители се грижат за своите деца, имаме родители кои се децата да тргнат на училище чисто да се ослободат од врските. Меѓутоа, замислете колку е тешко, не дај Боже, да зацарува тој вирус меѓу учениците, дали во основно, во средно, и не да е тој Боже, мислам, ако почне сега овие вируси кои ќе почнат редовни, една температура на дете родител кој ќе осети денес, замислете кои се неговите чувства, кои се неговите стресови. Моето гледање е да се почне со онлайн настава, се додека трае оваа ситуација, да го зачуваме здравието на децата. Имаме најразлични форми. Еве се ставаме во улога на родители, на наставници, да излеземе пред се да го зачуваме здравието на учениците. Затоа што меѓу нас, наставниците, ние не можеме да почнеме, бидејќи не сме тестирани. Има болни кои ќе стапат во првите денови на работа, мислам без разлика дали преку онлайн или физичко присуство. Овој пат... Така, истече времето. Благодарам за јавувањето. Председателот на Сојузот на средношколци Бленди Хода и во разговор за телевизија 24 изјави, вели, малку е нелогично да имаме целосна онлайн настава во услови кога голем број на кафулиња работат, се одржуваат бројни фестивали низ целата држава. Во Охрид секојдневно има нови кластери од забавите и концертите и малку е нелогично да се вели дека е ризично да се вратат учениците во училиштата со комбиниран модел. Јасно е дека учениците се свесни за вирусот и мислам дека ако имаме комбиниран модел на настава, ќе се почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Министерството за образование и наука, вели Ходај, нема план како ќе се одвива наставата од септември до јуни. Тоа не е нешто што се планира од денес за утре, туку на долг рок. А додека пак од Министерството за здравство велат, на состанокот двете страни се заложија да продолжат со интензивна комуникација, со цел добра организација и имплементација на мерките за спроведувањето на наставата во предстојната учебна година.
Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести се заинтересирани за соработка со сите чинители. Заедничката комуникација продолжува и натаму. Средношколците остануваат пак на ставот дека на 31. август ќе одржат протест против одлуката за целосна онлайн настава, нешто што беше закажано за петок, но поради празникот го префрлија за понеделник. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ви се јавам од производството. Производството е директно од средно образование. Добро, повелете. Значи, секоја чест што отворивте оваа тема. Ве почитувам, што се грижиме за нашата млада популација. Благодарам. И имаме училишта, конкретно се јавам од Штип. Наставник сум по професија. Има училишта кои што имаат преполнети класови. 34, 32. Многу. За да се одбива, најреално да наставата да се одбива со физичко присуство. Со тоа што во секоја клупа цик-цак може се постават учениците и има училиште во, конкретно во Штип, текстилното средно училиште, кое што не е искористен капацитет, там може се префрлат други наши ученици. Поентата што е? Поентата ви се јавувам за да учениците не се оддалечат или да не ги дистанцираме од воспитно-образовниот процес, сега ризикот најглавен е за време на одморите. За време на одморите нема да имам никаква контрола на учениците, бидејќи они ќе имаат физичко присуство меѓу себе. Тоа е целата поента во сето ова. Работам во или предавам во стручно средно училиште, каде што имаме приличен број на ученици, меѓутоа капацитетите во конкретно во Штип може да се искористат за префрлување на некои ученици од едни во други школи, така да се искористат сите капацитетите на сите воспитно-образовни институции, мислам од средната школа. Што се однесува за онлайн наставата, таа може би јас не би сакал да Истече времето, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Ве слушате? Да. Сега ситуација е малце поише деликатна него што е нормална. Ситуацијата е таква што се менува секој ден во ден. Така. Не е лесно да одлучиш дали дода децата во школа или да не ода децата во школа. Што е најважно за децата? Роковите не се важни. Роковите може треба да се надокнадат. Меѓутоа, здравјето на било кого, на децата, на дедовците, родителите е во прашање. Да. Лесно е да се излезе на улица да се протестира. Треба да се свати малце ситуацијата таква е. Дека се тие што горе одлучуваат може би се малце поискусни од тоа што. Меѓутоа јас се плашам дали има во сето тоа политика. Разбирате? Ние сме разединети овде. Не сме единствени. Некој моли Бога да се деси нешто лошо. Така е све уреду. Дали наставата ќе биде онлайн или директно тамо, тоа е прашање. Условите го решава сето тоа. Ја имам внуче малечко, треба да појде прво оделение. Ја да ви кажам, искрено се плашам. Ја ќе одам, ќе го зимам. Се плашам. Мора да го бачиш, да го прегледне светото. Разбирате? Сега, таму се баро родителите сами да одлучат дали ќе го пуштат или не. Ки ставаат у деликатна ситуација. Одговорност на родителот. А никаква одговорност не взимаат тие што се претпоставени таму. Значи меѓу редови има нешто у тоа. Треба да се размисли убаво и ако треба нека се одложи настава. А ова што го бара синосоците не треба да им се припаѓа. Не треба општо да им се припаѓа. И ги видовме овие што правеа. Не ги Ајде, пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден.
Добар ден. Од оние информации кои што би сакал да ги споделам, а се во контекст на ова, иако не директно врзани, но целата оваа ситуација со учебната година поаѓа токму од коронавирусот. Пандемијата на коронавирусот продолжува да се шири, но растот на бројот на нови инфекции и смртни случаи во светот забавува, со исклучок на Југоисточна Азија и на Источниот Медитеран, објави Светската здравствена организација, или скратено СЗО. Во својот последен извештај за епидемиолошката состојба објавен вчера вечер, СЗО истакна дека двете Америки остануваат најтешко погодени, што представува половина од новите случаи и 62% од смртните случаи, од вкупно 39.000 минатата недела. Повеќе од 23,65 милиони луѓе се заразени ширум светот, а 811.000 досега се починати, покажуваат податоците кои ги пренесува Reuters. Цитирам, во неделата што завршува на 23 август, Светската здравствена организација објави над 1,7 милиони нови смртни случаи на COVID-19 и заразени и 39.000 починати, што е за 4% помалку заразени и за 12% помалку смртни случаи од претходната недела. Југоисточна Азија, вториот најпогоден регион, забележа зголемување од 28% на нови случаи и 15% повеќе смртни случаи. Повеќето од нив се во Индија, но вирусот брзо почнува да се шири и во Непал. Во Источниот Медитеран бројот на заболени се зголеми за 4%, но бројот на починати опадна во последните 6 недели, вели СЗО. Најбрз раст забележа Либан, Јордан и Тунис, споредено со минатата недела. Бројот на нови инфекции и смртни случаи во Африка опадна за 8 и 11%, цитирам, пред се поради опаѓање на случаите во Алжир, Кенија, Гана, Сенегал и Јужна Африка. Во Европа бројот на случаи се зголемува во последните 3 недели, се вели во извештаите на СЗО, но мал пад од 1% е забележан минатата недела, а бројот на смртни случаи паѓа низ регионот. Во регионот на Западниот Пацифик бројот на случаи опаднал за 5%, пред се поради забавување на експанзијата во Јапонија, Австралија, Сингапур, Кина и во Виетнам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, ја ќе бидам кратка, а слушам цело време, подолго време се дискутира дали школите да се отворат, градинките, факултетите и така натаму. А еве сега вие убаво ни прочитавте што се случува во свет и околу нас. И едноставно, мене не ми јасно зашто не се договорат онлайн да биде наставата еден семестар, едно полугодие. А после тоа, од јануари натаму ќе видиме што ќе се случува. Дали вирусот ќе се шири, дали грипот ќе дојде и така натаму. Родителите ќе помогнат колку можат на своите деца, професорите се тука. Стварно не ми е јасно, долги дискусии. Еве, например, не сакам да спомнам, јас имам дома двајца професори. Добро. И предават на, ќе кажам, Турскиот универзитет, Добро. Балканскиот, има таму 7 факултета. Они, добро, дома малку беше галама и тоа предавање се, али се завршија на време. И со предавањето, и со испитите, и со магистарски, може да замислите, има и вакво закажана конференција, европска конференција, ја истера онлайн. Добро. И све завршија на време. И сега мене не ми е јасно што е проблемот. Со голема организација, со родителите, со голема љубов према нивните деца и професорите, ова полугодие нека биде онлайн и да се заврши, више да не се секира, да не дискутира, да не толку се стават во незгодна ситуација. И ја мислам дека по Европа како што работи, до 24 часот, сите да сме си приберени дома, а не да се излегува после 23, па 24, па цела ноќ и така натаму сето. Добро. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака. Ајде. Поздрав до вас и сите гледачи. Благодарам, поздрав. Јас ја поздравам
одлука на средношколците да се организира настава и баш ми мило што се вака организирани, за разлика од онаа претходна унија на средношколци пред неколку години што протестираше да не учат. Срамота. Така. Децава сакат да учат. И мислам дека физичкото присуство за одбивање на настава, за практицирање на настава е неопходно и драгоцено. Ние едно дете што ќе излезе од дома, ние појма немаме каде оди, со кого се дружи, каде се движи. Сите деца, од помало до најголемо. Онлайн настава можно е, да речеме, за оние кои што ето од здравствени причини не смеат или се ограничени да бидат присутни, меѓутоа таа онлайн настава мора да биде организирана како класична настава. Професорот да се биде во училница, со онлайн врска ученикот да се седи дома во 7:30, во 8 кога почнува часот да се седи на работната маса, да ја седи на ставата и да има директна поврзаност меѓу професорот и ученикот и учениците сите што не можат физички да присуствуваат на настава, да бидат поврзани директно, меѓутоа па сите учениците ги гледаме и знаеме дека немат можности за онлайн настава. Но јас сум за физичко присуство на децата од прво па до крај на студирањето на учењето. Учењето се учи со директен контакт професор-ученици, до толку повеќе што оние природните науки теоретски нема можности да се извршуваат онлайн. Хемија, физика, механика, електро предмети и така натаму, компјутери, ај со компјутери ќе може. Така. Истече времето, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, имате повтор пати од текот и очи до очи, да кажам некој избор. Ја, така, овие теми ми се, и не се јавувам, искрено кажам, ама сега тепак доста им слушано од ова. Имам и ја професори само во мојата фамилија, кои што предаваат во тоа, исто кажуваат дека има многу проблеми, исто и они кажуваат дека наставата очи во очи таму е многу битна, како што била за сите нас кога сме учеле, но овде е една друга работа мене. Ја уважувам мислењето на таа просветната, може би професорка што е таму, која убаво го кажа тоа, што е сето. Ние сите знаеме дека сите училишта нема. Сите, она кажа дека не се ни интернет поврзанијата многу училишта, веројатно и она. Тоа кажува нешто друго. Иначе, јас овие средношколците ги поздравувам. Тоа е бунтовно племе кое што преминува од дете во веќе возрастен, таму има на 18 години им се признава и полнолетност. Тие сепак добро е што и ако они барат и така да види, веројатно они имаат согледано со тоа како што претходникот кажува хемија, физика и не знам што таму нешто треба да се опипа и во електрото и не оди така како што ние сите го размислуваме. Но мене едно друго ме вака заинтригирува. Ние кога зборуваме сите треба да одат на работа, сите треба да печалат економијата, децата може и да прескокнат, некој вика една година, не е добро тоа, но се може да се случи. После COVID нема да биде исти светот, како што ни банките во Лондон празни се, а од дома работат и сето, така некои работи ќе се менјаат. Бидете здрави и живи, се најубаво. Да, благодарам и вие да сте живи здрав и се убаво. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Ботка ни пишува на Фейсбук и вели: здраво Огнен, јас сум со физичка присутност, се извинувам, на средношколците, може да се направи протокол и големи се ќе сватат колку е опасно, се спремаме да ги отвориме и градинките, кои деца потешко ќе го следат протоколот. И на кои вработени ќе им биде потешко. Споредбата може не е баш соодветна, ама и тие се деца и немој случајно си влегол во политика, во политиката никој не е невин. А ти си миоли се творение на непристрасност кон никого свој ничи. Така е. Само собрание. Спикер во собрание. Председател ми е многу... Се договоривме, готово.
Георгија се ни пишува, вели, нов ден, нова тема, исти јавувачи, секој ден само тресиме глупости, даваме совети, знаеме повеќе од другиот, досадно е веќе, престанете со вакви емисии, понудите нешто поквалитетно со почит. Добро, благодарам, поздрав. Додека пак Иван А ни пишува, вели, ги молам властите да им ги прифатат сите барања на средношколците, меѓутоа дали Сојузот на средношколци со нивните барања можат да дадат гаранција дека заразата нема да се прошири и кој ќе одговара за последиците ако истата се прошири. Со оваа зараза нема игра, треба Сојузот на средношколци да се консултираат со тие што се стручни за вакви пандемии и отпосле да се донесат правилни одлуки, завршува Иван. Ве поздравуваме. Додека пак Надица КЗ ни пишува, вели, со онлайн наставата не се постигнува ништо. За мене како родител треба да биде комбинирана настава. А млад човек, пак Јордан М ни пишува, вели, еведно мислење од млада личност, поточно 28 години, знаејќи ги нашите млади и гледајќи ги секој ден и сега, е катастрофа, зависи од одење на кафе, кафичи пуни, а да не одат на школа за да можат по цел ден да седат по кафичи или да лутат по градовите. Значи целосна поддршка за одење на школа и тоа целосна нормална настава, бидејќи и сега се гледаат и се дружат децата. А и досега бевме функционално неписмено општество, па со пауза од одење на школа ќе станеме веројатно тотално неписмено. Поздрав и убав ден и не знам како ја замислува просветната работница што се јави комбинираната настава 2 часа во училиште, 2 часа во кафич, па пак 2 часа во училиште. Поздрав и до вас, Јордан. Добар ден. Ало? Да, добар ден, ве слушам. Ало? Ало. Мој драг пријател, само кај вас се јавувам, каква среќа. Се радувам. Ама Атиже се јавува. Поздрав, баш прекрасно. Вака, ама толку убави зборови и искажа овие гледачи што го заслужувате сето тоа, ќе ве правиме дупла невест. Вака, само кај вас јавам и каква среќа пак. Се радувам што е така, повелете, ајде. Имам внуче што го запишавме сега. И се спремаше кутрото со играчки, со вамте, тамте, фломастери, све. И со надеж дека ќе оди во Коле Неделковски, запиша. Добро. И ќе оди на настава. Меѓутоа таму изгледа нема шанси. Јас сум за физичка директна настава со директен контакт, оти тој е незаменлив. Незаменлив и оваа програма требаше да се направи на долгорочни линии, не за еден ден, 2 дена. И сакам да кажам дека децата треба да се го земат своето место кај што им е место. Не повамо, ја директно имам балкон кон Джовани во Лептокарија. Добро. Седат цел ден и сега, и пак ќе седат ако не одат на школа. Да не должа многу, Огне, вака, значи сето тоа што го кажа, си толку добри фини гледачи имате, стално го велам. Така, благодарам многу. Така, и фала многу што ме уклучивте. Нема што нас да ни се заблагодарувате, тоа бил ваш успех да добиете линија, се радувам и се слушаме при наредна можност. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, Огне. Добар ден, повелете. Јас нема да ве фалам, бидејќи може би ќе створам љубомора кај вашите колеги. Вие као телевизија сте добри. Малку сме суетни ние во нашата професија, така е. Повелете. Јас би рекол во врска со прашањево следното. Зошто вие као телевизија, вие као пример, добро, водител на оваа емисија, вашите колеги кои читаат вести, не земат работата, па онлайн од дома да презентираат. Па може би и ова ќе се прифати, разбирате? Потполно се слагам со гледачката што сега се јави пред мене. Учениците во училиште и дома не е исто. Многу ученици кои
дома преку компјутер не разбираат нешто, нема од кого да научат. Родителот можеби ќе му помогне у некој случај, меѓутоа не у секој случај. Затоа велам, учениците нека си појдат на училиште и нормално професорите да ги советуваат што треба да прават за да се избегне онаа болест, вирус. Уште еднаш ќе кажам, западните земји и покрај се почнаа со настава. Мора да се учи. Ако заостанеме со учењето, ништо нема да биде од нас. Огнен, биди поздравен, уште еднаш честитки за вашата телевизија. Благодарам многу за поздравите и ви посакувам убав ден. Ние, само колку за информација, иако ова се интерни работи на нашиот конкретно медиум, дека ние имавме резервен план, што во услови, да речеме, на сериозна неможност да се реализира физичко присуство на оваа емисија, планот беше дека ќе ја водам од дома. Или во услови, да речеме, на заразување со коронавирусот, дека доколку состојбата го дозволува тоа, да биде од дома. Исто и за вестите, ама среќа се држи под контрола. Си имате хоспитален распоред, си внимавате, носите маски постојано, цело време, насекаде дезинфициенси. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам, бате Огне, како си? Добро е, како сте ви? Еве, при крај на емисијата веќе, повелете. Просечно никако македонски, јас така сум. Како е Македонија, така сум. Ко сите? Повелете. Вака сега. Некои деца прво не знаат што е онлайн, а некои слушатели не знаат што е онлайн. Дали далечинско, дали близко, дали има лайн асоцира на нешто друго, лайн. На македонски лајно е нешто друго. Ама еве таква работа испаѓа да се учи на тој начин. А некои деца немат напнато чоколадче или бомбонче година дена немат каснато. А камо ли да имат интернет или лаптоп или телефон? Ама еве, идеме сите на мода и ние ура, нашите бегат, идеме и ние во мода. Ќе учиме така, ќе учиме овака, а работата е за никаде. Со такво владење, со таква влада, со такво образование наопаку да се иде и да се кажува дека не е така. Нема учење, нема напредок. Децата не се раѓаат прво и прво. Сега што се родили тие во овие години, половина се од вештачки храни болни, половина од дрога болни, половина од алкохол болни. И ние сакаме нешто да бидеме. За некоја година ќе бидеме никој ништо. Никој ништо. Со вакво владење, со вакви правци на учење, на школување, на работење, дипломи, купување, станување министри со купени дипломи, станување пратеници со купени дипломи. Се е фалш, се буквално, јас затоа веќе не ми се јавува. На ниједна, не само на оваа емисија, него на ниједна од тих. Джабе 25 години ломотиме да се подобри, како да викаме да се влоши состојбата. И не знам, ова слепило наше, ако не уште држи, уште повеќе се влоши, какво образование ќе биде се, подкуп, мито, корупција, се ќе биде наопаку. Така. Добро, заврши делот со јавувањата, само да прочитам делот пораките. Весна Б ни пишува и вели, училиштата престанаа со работа на 10 март, од тогаш поминаа 6 месеци. Министерството за образование и наука не најде начин да го реши проблемот со образовниот систем во време на пандемија. Децата имаат уставно право на образование за сите во еднакви условија и образованието е задолжително со закон. Затоа или Министерството за образование и потребно ли ни е воопшто вакво неодговорно министерство, завршува Весна Б. Додека пак Илбер З ни пишува и вели. Поздрав до тебе и до сите гледачи на телевизија 24, благодарам исто. Во право се средношколците, онлайн настава е равно на нула. Слушам и читам дека поопасно е децата да бидат дома. Не ми е јасно едно кога цел ден децата на улица играат за па по кафани, ресторани и на други јавни места, зарем нема да се разболат и да се вратат дома. Онлайн настава ние постарите не сме во состојба да држиме, завршува Илбер З. Додека пак анонимна гледачка ни пишува, вели да скратам. Навистина не ја гледам паралелата на физичкото присуство на наставата и собирите на концертите, на плажа и така натаму, на Сојузот на средношколци. Да,
Најубаво за сите е физичкото присуство, но голем број од тие средношколци првенствено патуваат со градски и меѓуградски превоз. Внимавајте, многу од нив одат на училиште во други градови. Дали размислуваат како ќе биде организиран превозот? Самите сме сведоци по колку ученици слегуваат на стојалиштата. За време на распустот, скоро и да не го користат превозот. Треба да сме свесни дека ова е една несекојдневна ситуација со која е соочен целиот свет и која еден ден ќе се заврши. Целта е тоа да биде со што помалку жртви. Кога се бара нешто, треба да се проанализираат сите аспекти и последици од самата ситуација. Поздрав. И имам уште еден коментар, бидејќи ретко ни пишува гледачот. СС вели: добар ден, господин Огнен, сакав само да кажам дека онлайн наставата не е најдобро решение, но според мене носењето маски по цел ден е многу полошо решение. Маските сите знаеме дека се за носење кратко, но ако треба да носите цел ден маски, вниманието на учениците ќе биде скренато. Повеќето ќе мислат на тоа како им е неподносливо да ја носат маската, од што ќе мислат на наставата. Како и да е, според мене најдобро е физичкото присуство, но без маски, па онлайн настава, па на трето место физичко присуство со маски. Така да во овој случај онлайн наставата ќе биде подобро решение. Благодарам за јавувањата и за вниманието и за пораките. Се гледаме во текот на утрешниот ден. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.